По 3,5 месеци, односно по 33 така наречени бомби на Заев со секакви разговори меѓу државните функционери, разговарам со господинот Никола Груевски, премиер на Република Македонија. Господине Груевски, кое е вашето мислење, која е вашата оценка, колку се дестабилизира земјава, односно што се случи со Македонија по овие 3,5 месеци? Па првата работа е тоа што стана јасно, иако тоа на почетокот на многу луѓе не им беше јасно, дека овие снимени, а потоа и креирани разговори се снимени не од владата, не од МВР и институциите во МВР, туку токму од лицата кои што го најдоа Заев да се експонира и да ги објави. Како што тој ми кажа на мене, од странска разузнавачка служба. Се виде дека не сме ние снимателите, туку некој друг е снимател. Втората работа е дека се покаже и тоа дека прогнозата на Заев и веројатно на неговите ментори кои што му ги дале снимките, дека за 3 дена ќе ја срушат владата, или потоа, како што рече, за 30 до 45 дена ќе ја срушат владата, се покажа за лоша проценка. Трето, се виде дека во Македонија народот знае да препознае, мнозинството од народот знае да препознае кога се игра некоја голема игра околу Македонија. И кога некој сака, со манипулации, со интриги, со погрешни контексти, со лаги, да направи ситуација во која ќе го залаже народот и ќе си оствари некои своји цели. Народот не покликна на тоа. Не покликна на лагите и на манипулациите на Заев, односно на неговите сценаристи, кои што му го подготвиле сценариото, му го дале, му ги напишале и говорите кои што ги чита на пресконференциите. Народот издржа, гледа дека е кризна ситуација, дека е тешка, меѓутоа гледа и дека има стабилна влада и влада која што знае какви и кога да влечи чекори. А народот го познава и криминалното досие на Зоран Заев, можеше да се увери и овие денови во тоа. Тоа што го видовме пред неколку дена на видеоматеријал, во кој што јасно се гледа дека човекот отворено, директно бара мито. Бара мито за нешто што на некој си човек што барал да му се заврши одредена услуга од општината која што по закон му следува, тој му бара мито за да му ја заврши таа услуга. Станува збор за еден срамен криминоген однос, што го гледаме од очите на Зоран Заев. И што е најсмешно и најтрагично во целата ситуација истовремено, тој за тоа не помислува да поднесе оставка. Целиот народ, цела Струмица, цела Македонија виде како функционира градоначалникот на Струмица. Тој кажа дека и со другите така било, дека ред било тоа. И дури мислам дека неколку и ги наброја 3-4 компании кои што по исти принцип си платиле кај него, си однеле пари и дури кажа директно кај мене, вели, директно кај мене, така кажа тој на снимката, и како резултат на тоа им била завршена услугата која што по закон им следува општината да им ја заврши. Значи, тој човек може да влијае на истрагата, тој човек може да влијае на сведоците, тој човек може да го повтори делото, но нема храброст да си поднесе оставка, затоа што знае дека е виновен. Кај нас, тројца поднесоа оставки, затоа што знаат дека не се виновни, затоа што сакаат да остават простор да се разреши политичката криза и без нивно присуство и влијание да се направи истрага, без тие да може да влијаат на таа истрага. Тие се невини луѓе, но одлучија да повлечат чекор во интерес на државата. Тој не го прави истото. И колку е легитимно еден таков човек со еден таков профил денеска да зборува за името, односно за идентитетот? Знаете што? Токму СДСМ е партијата која што го смени името на Македонија. И тоа не пуни 2 години откако дојде на власт кон крајот на 92-та. Година 2, после тоа 93-та, 94-та се прифати референцата, името бивша Југословенска република Македонија, со која што до ден денес не викаат во Европска унија, во НАТО, во сите организации Светска трговска, во Обединените нации и голем број на држави не освојуваат со тоа име. И тоа го направија без консултација со народот на референдум и со лага кон народот за да го смират дека тоа ќе трае 2 месеци и дека потоа ќе се смени, односно ќе се врати уставното име на Република Македонија. Значи класична манипулација која што трае над 20 години. Следна работа. Ние ако сакавме да извршиме некоја срамна промена на името, па 9 години имавме. Во тие 9 години можевме многу работи да направиме. Но како што гледате и како што сите знаат, ниту името, ниту идентитетот сме го смениле.
Слушнавме денеска некои разговори во однос на разни предлози. На што се однесуваат тие разговори? Може ли да ми кажете дали се разговарало или тие биле во насока токму да се смени името? Ќе одговорам на тоа. Само прво да се заблагодарам до господинот Заев, што со денешните креирани, сечени, монтирани материјали сепак не успеал да избегне две вистини. Првата вистина е дека од разговорите, колку и да се обидувал да ги едитира, да ги монтира, јасно се гледа од разговорот што Јолевски разговор меѓу Јолевски и Антони Милошевски, дека стрикно барал идентитетот да ни биде потврден, гарантиран, не било како, не со одлука на грчкиот парламент или не, него со резолуција на Обединетите нации. И многу сум му благодарен на Заев за тоа. Второ, најмалку 5-6 пати и покрај сите негови обеди се спровнува, се гледа, се слуша, дека на памет не ни паѓа било што да направиме без организирање на референдум на кој што народот ќе го има последниот збор. Трета работа. Ние сме задолжени да бараме решение за тој проблем. Јас никогаш тоа не сум го криел. Јас во сите мои настапи сум кажувал: бараме решение, се трудиме, имаме разговори. Јас 10 пати се сретнав со Папа Андреју. Сакаме да најдеме решение, но тоа решение мора на крајот да го одобри народот. Наша работа е да бараме решение и да разговараме. Она што тој денеска го искреирал се некои извадоци, делови, монтирани и така натаму од наши меѓусебни разговори во кои што имаме размена на мислење во фаза на градење на некоја позиција, која што се уште не е изградена. Или како што популарно се нарекува брейнсторминг. И од тоа не успеал да направи случај, затоа што јасно се слуша дека и за тие работи нема кај нас спремност. Инаку, морам да ви кажам за јавноста да знае. Во изминатиот период, веројатно така ќе биде и во иднина, покрај официјалните разговори, многу пати доаѓале луѓе кои што се представувале како посредници, кои што сакале да кажат дека би сакале да помогнат, кои што кажувале дека сакаат да помогнат. Иако навистина сме провериле дека тие имаат некаков легитимитет од другата страна, ние сме пристапиле кон дискусија со сите, затоа што сакаме да чуеме што е пораката од таму, сакаме да тестираме и ние многу пати во такви неофицијални разговори сме тестирале. Како ќе реагираат на овој предлог, како ќе реагираат на тој предлог и веројатно и другата страна го правила тоа. Така што тоа се едни нормални работи во разговорите и во еден таков долг процес, опипување на сили, тестирање на нивни позиции, тестирање како ќе реагираат на некои наши позиции, независно дали ние стоиме за тие позиции или не стоиме за тие позиции. Тоа се неформални разговори, таму нема обврзување, па да кажете кажавте вие сега нели ветивте нели така. И многу пати и тие ќе понуделе нешто што на нас ни изгледало дека е екстра добро за Македонија и македонскиот народ. Па ние сме рекле да, тоа не е лошо. Па после тие рекле не, се премисливме, ние не проаѓа кај нас и така натаму. Така што тоа се тие неформални разговори во кои што двете страни вршат меѓусебни тестирања. Но она што е најтрагично во целата ситуација е што една ваква работа, господинот Заев, на штета на интересите на Република Македонија, ја вади во јавност и дојавува на другата страна, на Грција. Тоа Грција никогаш не би го направила. Во Грција никогаш не би се случило да се пуштат разговори околу овој проблем, помеѓу министрот за надворешни или делови од разговори или монтирани или какви сакате и премиерот. Затоа што тоа директно штети на интересите на државата. Тоа е како, не знам како да ви објаснам, како да влезе некој македонец во собликувална на кај што е Перо Антич и македонската репрезентација, да ги слушни каков план планираат за понатамошниот тек на преварот и истиот тој македонец да отиде кај противничката репрезентација, да им каже да знаете сега овие вака зборија така размислува, тука пазете се ќе шутира тој од лево, тој од десно ќе чека и така натаму. Значи тоа е голем предавнички чин да шефот на опозицијата, независно кој му ги дал материјалите, тој што му ги дал и тој што ги криел материјалите, нема добра намера, тој тоа го знае. Сакајќи само за да не оцрни нас и тој да се представи како фигура која што е подобна за да дојде на власт, прави штета на интересите на Република Македонија. И на целиот преговарачки процес. И на целиот преговарачки процес, апсолутно. Така.
Господине Груевски, утре опозицијата најави дека токму овде пред владата ќе одржи протест, додека во понеделник, задутре, ќе се одржи народен собир. Дали мислите дека може да дојде до некакви судири меѓу луѓето, бидејќи тие како што најавија не би отстапиле од кампувањето, односно од стоењето и протестирањето пред владата? Дали мислите дека ова е крајниот чин за да се дојде до позиција, до власт и барајки ваша оставка? Значи, Заев веќе едно се обиде со насуство да направи преземање на власт и тоа беше на 5 мај. Тоа беше пред 10 дена, кога жестоко беше нападната полицијата од демонстрантите на Зоран Заев и на СДСМ. Повредија 38 полицајци, но не успеа во нивната намера. Од тука ние нормално е да се сомневаме дека може да го повтора тоа. И нормално е да сме целосно подготвени, доколку такво сценарио дојде, да се одговори соодветно и да се пресретне такво сценарио, односно да имаме реакција која што нормално ќе биде во рамките на демократските принципи, во рамките на уставот и законите на државата. Што се однесува до вториот собир, собирот на 18 кој што го организира ВМРО-ДПМН, Коалицијата за подобра Македонија и голем број други поддржувачи. Се работи за мирен, ненасилен собир, на кој што се сака да се искажи поддршка на државата, поддршка на Република Македонија во овие тешки моменти, поддршка на сите што се борат за Македонија, за безбедносните сили, за сите сили кои што даваат напори да Македонија излезе од овој процес, да се заврши оваа криза и да се продолжи по патеките на напредокот, по патеките на отворање на нови работни места, по патеките на носење на крупни инвеститори во Македонија, по патеките на зголемување на пензиите на пензионерите, платите во администрацијата, социјалната помош на оние кои што ја примаат, по патеките на силна поддршка на земјоделците и така натаму и така натаму. Тоа е тој собир. И тој сигурно ќе биде ненасилен, тој сигурно ќе биде мирен, но сигурно ќе биде моќен и силен од аспект на присутноста на граѓаните, затоа што јас знам дека граѓаните го препознаа овој кукавички чин што го прави Заев против сопствената држава, а за својот личен интерес. Што би им порачале на крај на ова интервју, што би им порачале на граѓаните, сите оние кои што во понеделник ќе се соберат и ќе дадат поддршката? Тоа што имам да го порачам ќе го кажам таму, но она што сакам да го кажам е дека секој која сака оваа држава, кој сака во оваа држава да имаме мир, да имаме благосостојба, да имаме напредок, да имаме нови работни места, да имаме зголемување на платите и во јавниот и во приватниот сектор. Секој кој сака да каже не на манипулантите, како Заев, и на оние кои што стојат зад него, бидејќи ова е сигнал и зад сценаристите. Заев не е клучниот играч. Заев е марионета. Заев исполнува туѓиот сценарио. Пораката не е до него. Пораката е за многу посилен играч што е зад него. Да му се покаже дека македонскиот народ има исправена кичма и знае да препознае лаги и манипулации.